Peugeot има нова погонска изведба во гамата на своите 3008, 5008, 408. Понудата досега се состоеше од електрифицирани погонски изведби или целосна електрична варијанта, почнувајќи од 1-2 литарскиот мотор кој што е изведен како благ хибрид со 145 конски сили, понатаму следеше еден голем скок до приклучниот хибрид со 195 конски сили и голема автономија за возење на електрична енергија и секако неколку варијанти на електричниот модел. И сега доаѓа една погонска изведба која што е посебно важна за нашиот пазар и за слични пазари како нашиот, каде што не се потресуваат луѓе премногу околу електрификацијата. Тука работи класична погонска варијанта, класичен бензинец. Нема никаква електрификација, единствено што го дели од класиката класика е турба надполнење, директно впрскување, варијабилна работа на брегастите вратила, секако. Тоа е 1.6 литарскиот мотор кој што потекнува од славната генерација ТХП, односно Принц мотори, кои што PSA, тогашен PSA, пред да стане Stellantis, ги разви заедно со групацијата BMW. 1.6 литарскиот мотор располага со 180 конски сили, со технологиите кои што ги спомнав секако, меѓутоа нема никаква електрификација. И сега прашањето е колку ќе биде штедлив, колку може да биде штедлив денес, во време кога се електрифицира и на големо се зборува за електрификација, колку може да биде штедлив еден 1.6 литарец? Дали уште може да се почитуваат правилата за штедливо возење? И како ќе се покаже тоа? Дали може да се постигне вредност на потрошувачка која што ќе биде споредлива со хибрид, благ хибрид, приклучен хибрид во поглед на правилата за штедливо возење? Нема некои големи филозофии, нешто ново да се открива во основа. Најниската можна потрошувачка ќе ја постигнете ако можете од поаѓалиштето, од точка А, да пристигнете до одредиштето, до точка Б, со иста брзина. Да не ја менувате брзината. Да возите со 100 км на час, 150, добро, 120 км на час да возите, откако ќе поидете додека дојдете на местото. Меѓутоа, тоа е невозможно. Не може да се постигне. Секогаш има свиоци, нагорнини, надолнини, секогаш има побавни возила, има патарини, нема автопат кој што ќе можете да го поминете 100 км на иста брзина. Меѓутоа, идејата останува иста, а тоа е да се менува брзината, да се одржува брзината на возење колку е можно порамномерна, без да се променува. И тоа е тоа. Понатаму се што ќе се примени на ова возење, на проверката, колку може да биде штедлив овој 1.6 литарец во SUV што тежи преку 1,5 тон. Сето тоа се базира, почива врз таа идеја, да се вози со колку е можно порамномерна брзина. Да провериме. Штедењето може да започне. Ресетирано на 0. Имам уште 390 км досег. Се навикнавме од електричните автомобили и поаѓаме. Секако тука имам на располагање економична програма и веднаш од поаѓање. Многумина грешат, односно се во заблуда дека треба да забрзаат побавно додека ја постигнат потребната брзина. Меѓутоа, правилата велат дека треба да се забрза малку поживо додека се постигне патното темпо. Бројни мерења уште одамна се извршени и подобро е побрзо да постигнете брзината отколку долго време да забрзувате, па и да предизвикувате често пати опасност во возењето, вклучувајќи се со 30, 40, 50, 60 на час и попречувајќи ги возилата кои што доаѓаат. Сега јас ќе бидам крајно скржав и ќе гледам да го избегнувам минувањето на патарина. Намерата ми е само еднаш да минам на патарина, односно не можам да ја избегнам, тоа е патарината кај Велес. И затоа сега возам кон Катланово. И кога веќе човек е пуштен на пат со таква намера да заштеди гориво, секако дека
пред да се седне во автомобилот, треба добро да се излади кабината или барем да се остават вратите да излезе таа жештина. Сега температурата е 42 степена ми покажува. Сега е вторник. 13:15 часот. Така што секако дека доколку влезам во жештена кабина и ја пуштам климата на најсилно, секако дека тоа ќе се одрази врз потрошувачката на гориво, ќе се покаже. И секако дека човек треба да си ја знае својата кола, односно во случајов колата на тест. Peugeot поседува автоматски менувач, меѓутоа не е толку насочен кон штедење како автоматикот, 8-степениот автоматик со претвораш на вртежен момент, класичен автоматик, што работи кај 1.2 литрскиот PureTech, 3-цилиндарскиот. Сега ме држи во на 2400 вртежи, тоа за оваа брзина е се премногу вртежи. Не е менувач кој што е насочен кон штедење, затоа имам мануелна програма и ќе си преземам работата во свој раце, односно под своја нога. Еве, 1300 вртежи, 5 степен. Комотно си вози, нема проблем. Постои верување, останато од старите времења, дека моторот под 2,5, под 3000 вртежи е недоволно подмачкан, тоа веќе одамна е заблуда, е погрешно убедување, застарено убедување, затоа што моториве денешни се ориентирани, развиени да работат токму во таков режим, во најнискиот можен режим, при најниски можни вртежи. Уште еден важен предуслов за да се постигне штетливост во возењето е моторот да не се оптоварува до крајни граници додека уште е незагреан. Потребни се 10 до 15 минути за да се загрее моторното масло. За малку покусо се загрева течноста за ладење. Секој мотор е развиен, конструиран, проектиран со одредени толеранции и тие толеранции се постигнуваат кога моторот ќе постигне работната температура. Тогаш отпорите се намалуваат, се постигнува по-оптимално, односно најоптимална работа. Некој ќе помисли дека сега е 40 степени, па нема потреба зошто да се загрева моторот, меѓутоа маслото работи на моторот работи на 90 степени, близко до 100 степени. Вредна алатка за штедење е темпоматот. Меѓутоа и темпоматот не е семоќен, затоа што во услови кога има многу свијаци на горнина, на долнина, темпоматот непотребно ќе ја зголеми потрошувачката. Затоа што ќе забавува, па ќе забрзува многу понагло, поекстремно отколку што тоа би го направил возач. Тука знам, на овој дел од патот до Катланово, знам дека е таа брзината, знам дека нема да се случуваат никакви свијаци и темпоматот да, во секоја ситуација каде што знаете дека е таа брзина, нема никои промени, темпоматот е корисна алатка. 1500 вртежи, 5 степен на пренос, 70. Толку е дозволено тука. Сега предстои вклучување на експресниот пат, тоа што го нарекуваме автопат. И како што спомнав претходно, значи, забрзување малку поживо. И ето, веќе сум во 5 степен, возам 80 на час, 1800 вртежи, еве го 6 степен го прифаќа тука, вклучуваш темпомат и готово. На патот до Велес ќе гледам токму тоа, да одржам колку е можно по рамномерна брзина на возење. 86 степен 1400. Моментната потрошувачка ми е 4,5. А Peugeot си има добро подвозје, одлични возни својства, стабилна, така што нема потреба човек да паничи кога ќе има некој поостар свијок. Комотно си минува, овој пат си го минува Peugeot. Доколку на овој дел од патот постојано забрзувате за да го искористите
правиот дел од патот, па забавувате потоа пред острите свиоци како тука пред тунелот. Тоа е далеку од правилата за штедливо возење, така не се штеди. Сега еве ова е еден добар пример, вака немој да возите, меѓутоа за возните својства тоа што го спомнав. Со друг автомобил, постара генерација, со инертни возни својства, тука нема толку лесно да го фати овој свиок. Меѓутоа Пежова и тоа си го покажува. Така што треба да има човек способно автомобилче, добри возни својства и кога е тргнат да штеди. Правилното местење на климата, секако дека е и тоа е важно за да се постигне штедливост. Температурата се мести на 22 за биркапет. Тоа е некое правило. Имаше едно време некои преземачи на текстови од германски, се сеќавам од германските клубови, од АДАК. АДАК советува дека треба температурата во кабината да се намести 7 степени да биде под надворешната. И го објавија тоа, не е важно кој, што би значило тоа. Еве сега е 38 степени, значи според германците, според германската клима. Јас би требало сега да ја наместам климата на 31 степен. Не се. Грешат многумина за тоа што погрешно ја го користат клима уредот, вклучуваат на ниска можна температура и на најсилно да дува. Секако дека тоа, освен што е лошо за потрошувачката и за моторот, се напрега секако, затоа и расте потрошувачката, е лошо и за човекот, за здравието. Од така комотна разладена кабина кога ќе излезете од возилото, уште во истата секунда ве очекува топлотен шок. Исто како да се пешете на плажа и да скокнете во вода. И секако дека тоа е напрегање, оптоварување за срцето, за крвотокот, за не знам што се не таму. Меѓутоа секако дека е штетно. А бидејќи сум сапнал да штедам, секако дека го избирам овој дел. Меѓу другото и да уживаме малку во овие убавени околу езерото Младост. Кога не би имало патарина, значи оваа патарина, кога би имало спореден пат, ако има тој спореден пат, меѓутоа е запуштен, уништен, обраснат, волци има, мечки, кој знае што се нема секако, меѓутоа така е зборот, да не се забораваме. Скопјани сите ќе можат да си дојдат тука да уживаат во оваа убавина. Повеќе работа за рестораниве, за хотели, за се што се има тука изградено. Веројатно нема да забележат велешани, не се такви луѓе да кажат еве сега скопјанисчава ни дојдоа. Добро е, значи што менувачов, иако е во мануелен режим, не ме задржува во третиот степен, туку префрлува кога ќе падне темпото на... А бидејќи има солидна поддршка од турбо надполнењето, односно релативно рано се буди, еве го, значи повлекува добро и на ова ниво, значи на 1500 вртежи, а езерово до врв полно. Прекрасно. Модерните мотори, а модерни мотори се од 2000-та навака, значи го прекинуваат дотокот на гориво на надолнина, на секој отпуштање на педалата за газ. Некој би помислил дека да, сега со 2700 вртежи на надолнина во третиот степен дека моторот троши гориво, меѓутоа не, тоа не е случај, не троши ништо. А го користам моторното сопирање, чисто укажувам на тоа дека не е работата само во тоа да се заштеди гориво, туку треба да се заштеди и механиката, техниката. Сега и малку градско возење, да не биде дека цело време сум возел
по некои споредни патишта. Меѓутоа ова излезе премногу бавно, затоа што напред има камиони, цела колона, десетина возила. 41 степен патем, да кажам, да не биде дека не било толку жешко. Потрошувачката, значи тоа што клима уредот го оставя врз потрошувачката, е зголемување на просечната вредност за 10 до 15%, меѓутоа во услови на ваква жега и до 20%. Може потрошувачката да порасне. Односно, според денешни стандарди, тоа може да достигне и до 2 литри. И првото отчитување на вредностите на потрошувачката, да видиме дали има корист некаква од ова штедење. Тука сум кусал пред вливот на бабуна во Вардар, 5,9. 45 ми е просекот, 45 км имам поминато, 5,9, секако дека е повеќе од пристојна вредност за автомобил кој што тежи над 1,6 тон со мене плюс, или кој што може да постигне крајна брзина од преку 210 км на час и може да забрза за 8,5 секунди. Помалку од 9 секунди забрзува до темпо 100. Некогаш може да биде подобро да подзабрзате малку и да дозволите менувачот да префрли во повисок степен отколку да се влечкате. Еве, например, сега сум некаде со 60 на час, тука е дозволено и повеќе, меѓутоа ме држи во 5-тиот степен. Не ми дозволува поради тоа што вртежите се 1500. Меѓутоа, ако подзабрзам уште малку, ако дојдам на 80, еве, значи веќе можам да возам во 75. Веќе можам да возам во 6-тиот степен со 1400 вртежи. И моментната потрошувачка ми е 4,9 литри. Правилото е на горнина бидете последни, а на долнина први, за да надоместите за изгубеното време. Мало подзабавување, не мора да бидете најбрзи на горнина, не мора да притискате за да се истркате со сите други, туку малку подзабавете, затоа што потрошувачката ќе биде благодарна за тоа. А потоа, за да надоместите за тоа изгубено време, имате надолнина. А таа не ве чини ништо. Би било корисно, може би и ја има таа функција, но не сум ја открил, би било корисно кога би имало приказ еден на економетарот и да можам според него да се раководам дали се уште сум во економичното подречје како ке хибриди. На излез од градско имам просечна потрошувачка од 5,5. 69 км се поминати, 50 км на час ми е просечната брзина. Единственото што ме интересира тука на овој дел од патот, ова е монотон, едноличен пат до Неготино, единствено ме интересира бројот на вртежи. Во 6-тиот степен останувам цело време 1300 вртежи сега. Потрошувачката моментно ми изнесува 4,1. Значи околу 4,1, 4,2, 4,3. Доаѓам во Неготино со вредност на просечна потрошувачка од 5,3. Фантастично. Треба човек да развие осет за динамиката на возење. Еве, тука сум кусо пред Демир Капија. Значи има тука еден долг свијок, има еден спуст, па следи долг свијок. Пред мене имам еден автомобил, верувам дека не се гледа во кадар сега веќе. Ме престигна, па мораше после да запира, нагло да запира за да го совладе свијокот. А јас само си го искористив залетот, никакво
сопирање или подзапирање, туку само малку кога ќе почувствувате дека треба малку енергија да додадете, само малку додадав, притиснав на педалата за да го искористам тој залет и да го продолжам по можност. Тоа што го зборувам е предвидливо возење. Значи, предвидувате едноставно што ќе се случува. Ако видите возило дека се вклучува, па подзабавете, подобро порано подзабавете и за помалку да ја намалите брзината, за да можете да си го зголемите постепено после темпото, место да запрете нагло кога ќе видите дека ќе ви излезе веќе возилото. Или слично, кога ќе видите дека скршнува некој возило, па оставете го малку да одмине. Кога ќе видите дека запира за да скршне, за да се одвои од патот, подзапрете порано, за да не се залепите, да мора целосно да запрете и да мора да поаѓате одново. Значи, сето тоа е непотребно трошење енергија. Просекот е 5,2, 102 км сум поменал, 52 е просекот, 53 км на час е просекот веќе. Ова е омилена гледка. Пред влезот во тунелите, пред железна порта, Вардар. Овде, да беше друга земја, да нема автомобили назад. Овде ќе направеа ресторани, ќе направеа шеталиште. Ова е спектакл природен. Овој пат е многу вреден. Меѓутоа сега е запуштен и доколку не се преземе нешто, доколку не се поправи, доколку не му се даде никаква содржина, односно повод за луѓе да го користат патов, освен за избегнување патарина, ќе се урнеса уште толку. Веќе е многу оштетен и веќе на многу места се гледа дека требало да има интервенција. Зафати уште одамна. Тука следи една мала починка, во заднина е Демиркапија, да видиме едно резиме. 107 км, просек 5,1, имам гориво за уште 640 км доколку продолжам да возам вака. 1 час и 55 минути треба. Да видиме каде сме. Една куса починка, тука веднаш по Демиркапија. Веднаш штом ќе ги поминете двата тунели, ве пречекува различна клима. Македонија во различно светло. А поводот ми е на тоа да кажам дека тоа што човек ќе го замисли, тоа што ќе го намери и ќе го оствари. Ме израдува тоа што денес и со 1,6 литерски мотор во автомобил што тежи далеку над 1,6, 1,5 тони, еве нека биде, со 180 конски сили, со автоматски менувач, со опрема што самата тежи 200 килограми, може да се постигне одушевувачка вредност на потрошувачка на гориво. Значи, и без човек да се мисли дали да изберам плаг хибрид, дали да изберам плагин хибрид, дали да се префалам на струја, значи, се уште човек што сака, што си ужива во класиката, може и со ваква погонска спрега да постигне домаќинска потрошувачка на гориво. И кога човек ги има тој начин на действување, тој начин на функционирање на штедливото возење, му е забава. Мене ми е забавно да продолжам сега со возењето и да постигнам целта да добијам 4 пред запирката. Сосем е сигурно дека ќе продолжам до Дојран. Јас очекував дека ќе биде многу повисока потрошувачката, не многу повисока. Секако под оние 7,9 кои што како просек ги пријавува фабриката, меѓутоа искрено бев скептик дека ќе можам под 6 да спуштам. А еве не е проблем воопшто. Со нови сили продолжуваме понатаму. Ето го. Да, секако iCockpit. На некои луѓе им е чуден iCockpit, на скачка има таму, ќе си ја понесеме со себе. Им е чуден iCockpit и не ме чуди. Така.
кога ќе видам колку луѓе се возат скриени зад воланот, спуштени со седиштето, спуштени во седиштето, со седиште спуштено додолу и само зиркаат низ воланот, верувајќи дека тоа е спортско возење. Се едно. Меѓутоа, Peugeot веќе подолго од 20 години го користи iCockpit и го усовршуваше и е нешто што навистина се поврзува со денешното чувство на возење Peugeot. И ова е навистина секогаш е уживање. Ова останува, овие гледки остануваат запаметени. И затоа избегнувам по автопат. По автопат не знаете каде возите. Не сте свесни дека сте во Македонија, не сте свесни за тоа дека сте во нешто најубаво на светот. А еве, тука го доживувате тоа влијание кое што доаѓа од егејот навака и затоа и како што спомнав, сосем различен лик на наша најубава Македонија добивате тука. Со овој пат кој што ќе се урнисува се повеќе и повеќе, но не се. Продолжуваме. Погледнете каде се вози. Зарем самото тоа не е спектакл, а еве го долу Вардар. Скршнување за Дојран, уште 34 километри. Со друг автомобил, да му направиме малку реклама на Peugeot поеќе, веројатно ќе беше товар да се вози толку резервирано во поглед на динамиката, меѓутоа 3008 е комотна, просторно опремена, со климатизација која што не прави многу паника, па обично кај помалите автомобили климата вклучува во најбрз, најсилен режим, затоа што нема изолација, веднаш се до вас каросериските страниците од каросеријата. Меѓутоа, во автомобилот оваа големина е вака добро направен, значи климата работи многу по-релаксирано. Во меѓувреме, додека се разборев, заборев дека во трет степен така. Потрошувачката вели дека 5,2. Ландово со просечна потрошувачка 5,2. Ете го Дојран, ете го езерото на Дојрана во сина боја. Пред долги години беше многу непријатно кога ќе го видевте езерото од горе, затоа што не беше тоа боја на езеро. И да провериме во меѓувреме што ќе каже за потрошувачката. 5,3. Добро. Реално ќе се опушти човек малку кога ќе види дека е на добар пат да постигне одлична потрошувачка, меѓутоа, зарем да бидеме незадоволни од тоа што потроши Peugeot 5,3 просек до Дојран. Тука сме на одредиштето, ете го Дојранско езеро, езерото на Дојрана. И може да кажеме дека потватот заврши успешно. А тоа значи дека просекот е 5,3. Јас реално сакав четврка да добиам пред запирката, но ќе бев пречка во сообраќајот. Со релативно релаксирано возење без преголемо откажување од динамика и потрешување околу тоа колку ќе потроши, добив 5,3. Просекот е 55 на час, 159 километри. Браво, Peugeot!
со огромно задоволство и огромна радост. Дојдов во Дојран со просечна потрошувачка од 5,2 литри. Тоа што најмногу ме радува е што старите закони, старите искуства се уште важат. Во време на електрични автомобили, хибридни автомобили, благи хибриди, преклучни хибриди, range екстендери, односно електрични автомобили со продолжувач на досек, уште има простор за љубителите на класиката. А дополнителната приказна е што и јас се изненадив, очекував дека 1.6 литарскиот мотор, кога најави Евроимпекс дека ќе ги воведе во понуда 1.6 литарците во 3008, во 5008 и во 408, очекував дека со цената ќе бидат некаде во просторот меѓу 1.2 PureTech со благ хибриден погон и меѓу приклучниот хибрид. Меѓутоа, големото изненадување е што 1.6 литарецов чини исто колку PureTech, колку 1.2 литарскиот благ хибрид со 145 конски сили. И во тоа е сензацијата. И уште подобро е што овој мотор, оваа погонска конфигурација ја нуди и во подостапните моделски нивоа. Ова е во врвното, во GT нивото, има плюс уште 2 пакета, се друго е стандард. Секако ова лавче тука им побудува симпатија на љубителите на Peugeot. Веднаш го препознаваат, 404 ќе им се појавува кога ќе го видат ова лавото, ова грбчево тука. Е толку од приказните, овде е прекрасно времето, овде е прекрасен Дојран, одам да уживам.